сега 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова топло попладне одбравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце. Еве нас уште едно издание од емисијата од своја страна. Ви ветувам уште една прекрасна музичка дружба. Со мене во студиото имам двајца прекрасни музичари, наши гости. Едниот од нив веќе ни бил во повеќе наврати од своја страна, нашиот Александар Темелков, на кој што веќе и на многумина ни е многу добро познат, дечкото кој што е навистина многу успешен како во Македонија, така и надвор од неа. Мене ми е многу драго што токму во емисијата од своја страна проговоривме и за неговите почетоци, за тоа како се движеше неговата кариера во годините наназад. Па за, еве сега, да проговориме за се она ново кое што се случуваше кај него, како на професионално, така и на приватно поле. Во меѓувреме се ожени, стана татко, ќе ги споделиме и тие новости токму овде. А со нас во студиото имаме и уште еден музичар. Јас во најавата нема да должам, ќе дозволам да ни се представат моите гости, ќе си ги поздравам, ќе посакам топло добре дојде. Аце, ти благодарам што ја прифати мојата покана. Јани, исто и тебе ти благодарам. Зошто сте двајцата овде, ќе ни кажете, нели токму вие, меѓутоа да почнеме од самите почетоци. Александар, како си? Се немаме видено одамна. Така, значи, благодарам за поканата, чест и задоволство што сме во твојата прекрасна емисија. Поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце и секогаш ми е мило и чест што гостувам во твојата прекрасна емисија. Ти веќе можеш да си се чувствуваш и како дома, Јани малце ќе го пуштиме. Ќе ни споделите зошто ни дојдовте двајцата, после ќе ни се приклучи уште еден член, меѓутоа Јани, ајде да ни се представиш и Јас сакам да се представам, јас сум Јани Малчев. Заедно имаме соработка веќе после Нова година со Александар Темелков. Формиравме група и сега ќе излеваме тек во македонската јавност. Името на групата, нашата заедничка, е Сенатра Бенд. Сенатра Бенд. Да, Така, јас и Александар, кога го договаравме ова наше дружење пред камерите, тој ми спомена, Викторија, нема да дојдам сам, ќе си донесам уште двајца, ние сме веќе бенд, мене ми е многу драго за тоа што ете така сте се нашле. Вие двајцата, другиот член ќе ни се приклучи малце подоцна, од Струмица и Александар од Неготино, така сте се споиле. Како соработката, од каде дојдовте баш до идеја ете така вие заедно да почнете да настапувате како бенд, Александар? Па еве, значи на самиот старт да кажам, после моето одање, мислам пред моето одање за Германија, ние се среднавме на еден настан тука во Радовишки терен. Так. И он беше тука гостин како саксофонист. И ние тука се запознавме, тука стапивме во контакт, почнавме да вежбаме заедно и одлучивме да формираме еден бенд. Значи двајца Александровци и Јани. И Јани како саксофонист, ти како јас како вокал, пејач и сајзарист аранжер исто Александар именјак мој. Така, значи вие се најдовте овде на настан во Македонија и се одлучивте дека заедно ќе настапувате. Од кога соработката, како? Па веќе 5-6 месеци после Нова година, па сега за оваа сезона заедно ќе бидеме. За сега сме отворени секакви видови на веселби за се. Прослави. Јани, од кога е твојата приказна со музиката? Од кога ти со саксофонот? Како почнуваш во бендот? Јас уште од мали нозе, од своја трето оделение започнав на основно музичко училиште. Таму си го завршив до 9 оделение, после средно музичко се запишав во Штип. Таму учев 4 годишно во Сергеј Михајлов Штип. Музичко образование. Да, средно музичко. Так. Па малку имав една пауза, бев во странство во Словенија. Исто и таму бев со музичка соработка со мои колеги Носталгија бенд во Копер. Таму имавме настав во Германија, во Италија, во Пијаченца за нашите македонци свиревме. Сега се вратив овде. Прва година сум на факултет во Гоце Делчев универзитетот. А ти се уште се образуваш така. Прва година на музичко претпоставувам. Да, саксофон оддел. Так. Класика. И здрави живи. За уеднина пак со музички планови, па заедно и со мојот колега Токму така. Александар. Аце кај тебе се случија многу работи. Ние се немаме видено одамна, меѓутоа секогаш си се следиме приватно, секогаш си знаеме отприлика што и како и кај двајцата се случува. Во меѓувреме имаше на професионално поле многу настапи, многу настани. Мене ми е многу драго што ете така си го истрасирати твојот пат кон музиката и што ете те препозна
познаат. Дури јас ќе кажам и оние кои што малку беа сомничави во тебе, веќе сватија кој е и што е Александар Темелков и мене ми е многу посебно драго за тоа. Се случија нови песни, ајде малку повеќе, последната Бегалка во соработка со кого, како се доживуваат новите песни на Александар Темелков? Така, значи, последното мое гостување во твојата емисија ја промовиравме мало лево, мало десно. Тоа беше шестата моја Таа песна. беше српската, меѓутоа и чина ми Ахмор и Магде имаше. Ахмор и Магде, после тоа ја промовиравме. Значи, таа е последната песна што ја промовиравме во твојата емисија. Значи, од 7-та до 15-та песна не сме се сретнале. Но, еве, значи, многу новитети. После Ахмор и Магде ја објавив песната Птици летајте. После објави Свадбарска, Илјада војници, Зошто сине ти си замина, Бегалка, Успех и еве сега имам нова песна на пат што треба да ја снимам. Но секако кога ќе испадне. Многу песни, Александар, колку време беше потребно за или беа веќе спремни, па ете така си го видоа светлото на новиот ден, овие песни во соработка со кого? Претпоставувам истата екипа е тука. Да, со минимални корекции. Значи, Илјада војници ми беше во соработка со Ангела Стрезовска, а останатите песни со господинот Стојан Лазаревски. Но само да кажам за новата песна Бегалка. Значи, текстот на песната е од мене, со помош на мојот менаџер и мојот текстописец, но морам да кажам приказната за оваа песна, заради имаме тоа... тука и приказна? Да. Значи, сосема случајно се сретнав со една моја постара обожавателка од Неготино. Така? И она својата животна приказна ми ја кажа и јас од таа животна приказна си дојдов до инспирација, до идеја, од ова што ми го кажа ова моја обожавателка, јас можам да направам песна. Се затвори во 4 зида, се сконцентрирав, значи на самата тема и направив еден одличен текст. Бегалка мислам дека е многу барена. Да, и еве веќе можам да кажам дека за еден месец има преку 20.000 прегледи, која што е висока бројка за македонски стандард. Така, чинам дека веќе сте скоординирани со твоите песни, со бендот. Велите дека се најдовте на настан тука во Македонија. Почнаа ли настапите кои што ве бараат веќе и како заедно и како група? Колку кај нас сте барани, еве, конкретно на сите оние настани кои што се случуваат широм државата, дали по повод некоја манифестација, дали по повод некое чествување, Јани? Да, барани сме и се случуваат ли настани во Македонија? Еве, во Струмица има ли настани кои што ве бараат? Да, и за лето свадби имаме веќе закажано. Па за секаков вид веселби Струмица и пошироко во Македонија. Така, не само струмичани се посебно весел народ, чинам дека таму малку повеќе се. Да. Кога ги споменавме свадбите, Александар, ти се врати од Германија, 3 месеци беше таму, си изнапеа, како си помина во Германија? Да, многу добро, како и секогаш веќе сум 3 години во Дортмунд, во клуб Галакси Дортмунд, значи кај газда Рамче голем поздрав до него, значи стандардно секоја година по 3 месеци си таму? Па можам да кажам дека 6 месеци сум во Германија, 6 месеци сум во Македонија. Да, значи го поздравам од срце. Еве, ние ќе го поздравиме. Следно да не викне нас, да се прошетаме во Германија. Може. Така. Паралелно кај тебе се случува и многу промени на приватен план, што сум посебно среќна и радосна, и за тоа се роди синчето кое што неодамна прослави 1 годинка, па го крштевавте. Ајде повеќе за тој дел во приватниот живот. Значи, се во животот некако се носи некои своји предизвици. И се случува кога треба, јас така велам. Па да, значи спонтано се случи се, запознавање, па ете, Господ ни даде детенце, значи се вика Мите, веќе има година и 5 месеца. Мите, мораме да признаеме, пресладко дете, и ти ми сподели дека има уште сега на година и 5 месеци некој посебен жар кон пеењето, ќе го наследи ли тато? Па, можам слободно да кажам дека е голем раклија на музика. Сега се уште е многу мал, но истите амбиции ги покажува како мене, заради тоа што јас имам видеа каде што на 2 години веќе и знам да јас ги имам пеам. погледнато сите тие твои видеа од многу мал.
И ете, многу ми е драго што денес си го живееш својот сон. Јани, каде се гледаш ти, ете, прва година на факултет, паралелно и музиката и настапите сега. Како е на факултет во Штип? Па супер, доста добро се снаоѓаме таму, екстра е, па тоа ни е на нас струката и доста добро поминуваме таму. Така. Прва година. Има ли факултетот одредени манифестации, не знам, каде што ете можете да настапите во делот на праксата, саксофонот? Има доста. Сега сме ние помлади прва година, дават така, на самиот почеток, меѓутоа секако со доза оптимизам и само напред ти кажа дека се живеели нешто надвор од државата. Колку Македонија е плодна почва за млади музичари, еве инструменталисти кои што може тука да останат и да си го живеат сонот и нели кариерата да си ја остварат тука? Па тука доста плодна е Македонија за музика. Посебно има иднина во Македонија. Имаме многу музичари кои што ете така некако никнуваат преку ноќ, мораме да признаеме, некако нови пејачи, меѓутоа сметаме, односно дали сметаш дека квалитетот ќе се излезе на површина и дека со труд и напорна работа? Секој пат. Така, Александар, вие се изнајдовте меѓу себе, меѓутоа ајде да кажеме каква е соработката со другите колеги од естрадата, еве колку се поддржувате, постојано ве гледаме со други музичари на настапи, на манифестации. Па јас како колега сум доста професионален према секого, значи поддршка сум на секого, значи на никого не му мислам зло, но денешното време на естрадата е малце поразлично. Во естрадата на денешно време, ако не се бориш, значи ќе бидеш доста пати поразен. Мора да имаш своја цел, своја визија, како треба да продолжиш, да се градиш, да се надоградуваш. И ти си пример некако дека чекор по чекор, и дека само трпеливо, и дека она што е твое ќе се дојде и квалитетот ќе се исплива на површина и луѓето ќе сватат нели кој си, што работиш и како го работиш сето тоа од срце и со љубов. Колку денес се почитува публиката, тоа може да се забележи на социјалните мрежи, многу си популарен, многу те сакаат, мораме да признаеме, многу те сака публиката. И колку тоа се одразува еве при настапите, колку те бараат поради тоа што ете публиката те сака, те обожаваат и го сака пењето, ти ги сака песните. Да, па имаме доста понуди кои што треба да се реализираат во овој летен период. Значи можам да кажам слободно дека веќе сме доста барани и мислам дека се повеќе и повеќе ќе бидеме барани заради тоа што сепак публиката знае да го препознае правиот квалитет и правите вредности. И еве веќе можам да кажам слободно дека 15 години сум по ресторанти, кафани, значи искуството ми е стварно големо, возраста не ми е толку голема колку што ми е искуството големо на музички план. Знаеш како ти почна од многу млад? Па затоа и денес тоа искуство. Многу ви благодарам, ете така со Јани што споделивме малку повеќе за новиот бенд, за како ќе функционирате заедно. Јас предлагам тука да направиме на кратка пауза со Бегалка, со твојата најнова песна, а подосна малку во студиото да го вклучиме и вашиот трет член. Почитувани гледачи, Бегалка од Александар Темелков. Уживајте, а веднаш подосна се враќаме назад во студиото. Sakmeja vovelo sega, no znam za mene, srce ja stega. Ja no sakmeja vovelo sega, no znam za mene, srce ja stega. Za mene siroma, tatko ne jadava, bogatija voda, a zna je li kade prazan, ispolnet solaga, da žive život ko Boga i taga. Za mene siroma, tatko ne jadava, bogatija voda, a
срцето твое за мене бие, кампани зурва за нас ке вие. За мене сиромав, татко не ја дава, богатија вода, а знае ли каде во живот празен, исполнет со лага, да живееш живот во болка и тага. За мене сиромав, татко не ја дава, богатија вода, а знае ли каде во живот празен, исполнет со лага, да живееш живот во болка и тага. Исполнет со лага, да живееш живот во болка и тага. Така е, почитувани гледачи, тоа беше Бегалка од Александар Темелков, а ние се враќаме назад во студиото. Веќе со нас е и третиот член од новоформираниот ваш бенд, Аце и уште еден Аце. Господин Аце, еве, повелете да ни се представите и вие. Јас сум Аце Јованов, Алекс. Нашата група Сенатра бенд постои од 90-те години. Името го доби од тогаш кога свиравме. Се свиравме и се без пари, се унатре, велевме, така името го доби групата Сенатра, затоа што се унатре бевме, се без пари свиравме тогаш. Како се без пари се свирало Па таму тогаш? свиреме не дават пари, таму ќе одиме, ќе не истерат и така полека името го доби Сенатра бенд. И се уште сега го задржавме името Сенатра со нови членови, со колегата Аце и со Јани, саксофонистот. Меѓутоа, вие си постоите. Ние си постоиме. Колку години веќе рековте? Па веќе од 90-та година. Така. Тие се веќе Сенатра бенд 35 години. Тоа е започет. Каде се настапувавте? Па како настапувавме во Струмица и цела Македонија. И доста време, 25 години бев во Швајцарија, таму свирев. Така. Сега се вратив тука. И тука почнавме веќе после Нова година да работиме заедно. Во Швајцарија? Во Швајцарија таму го гледав на Звезда Гранда. Аха. И таму го најдов на телевизија. Вие веќе пред да се сретнете сте се изнашле. Сте си се знаеле. Па така беше, да. Реков тоа дете од него. Од него ќе биде човек и јас го реков тоа. Кажете ми, во Швајцарија 25 години, што беше пресудно да се вратите во Македонија и еве тука да продолжите со музиката? Од тука нема никаде поубаво. Македонија е најубава држава. Од дома никаде нема поубаво. Обично ова го велат, Македонија е најубава држава од странство, ама добро, еве супер вака што има примери. Дома си е дома, така. Дома си е дома, така. Кај да одиш, дома да се вратиш. Така е. Претпоставувам дека веќе имате и планови и настапи кои што ви се резервирани за ова лето. Александар, ти повеќе ќе ни споделиш за сето тоа. Кој ве менаџира вас, луѓе? Кој ви ги договара настапите, настаните? Да, значи, веќе долга соработка имам со мојот менаџер, еве по име ќе го кажам Блажо, и
еве он исто не менаџира и нас, веќе полека ова летна сезона ќе почнеме од хотел Полин Дојран, па и од тука веќе... Што ќе се случува во Дојран? Таму ќе имате закажани настапи? Закажани настапи, па скоро секој викенд. Секој викенд Во ќе текот можеме на да цела ве гледаме лето. во Дојран. Да. Дојран е преубав. Еве ова нека биде и апел да си го посетиме и да Да. си го негуваме и домашниот туризам. Надвор од државата, некоја турнеја можеби на повидок? Па засега се уште немаме планирано, но еве веќе почнуваме полека да добиваме понуди, каде што народот веќе нашите видеа, нашите објави ги прати, ги следи масовно, значи масовни прегледи. Еве можам сега да кажам дека ќе бидам дел од еден концерт кој ќе се одржи во Ешелен, Швајцарија. За прв пат ќе ги промовирам моите песни во Швајцарија. Пред нашинците во Швајцарија. И така да се надам дека од тука ќе се отвори еден добар пат за и Сенатра бенд да настапува низ повеќе места, повеќе градови во Швајцарија. И да се докаже токму така и надвор пред нашите. Ацен, познавајќи го другиот Аце, колку е голем работник и вреден. Како е да се работи со Александар Телелков? Па сега е многу полесно. Многу полесно како што беше понапред. Он е доста баран од народот. Го сакат. А вие сте веќе докажани и успешни како бенд и Да, и претпоставувам се сега со него е потребно, да, меѓусебно. така е. Така. Него го познава цел свет, цела јавност. Така е, така е. Имате ли свадби, веселби, приватни забави кои што ги покривате и Имаме. еве конкретно кај нас во Македонија? Летото е период за свадби. Александар, тебе можеме да те видиме секаде на секаква прослава од крштевка до свадба, па Така е. има ли свадби за летово? Имаме веќе договорено 15 свадби, а еве летото браво, уште не браво. почнало, така да се надам дека ќе бидеме исполнети цело лето со свадби, заради тоа што секако еден Секој месец ден се порано, прават свадби. да, сега летен период секој ден што Се натра, се внатре, како рековте, не, Се унатре, да враќале, не ве плаќале. Ама сега не е Сега ве така. плаќаат ли? Сега не плаќаат. сега не плаќа. Задоволни ли сте Да. сега од работата и од сето она? Да. Па знаете како, ја пошто доста време постапив на градење на соло кариера, значи можам да кажам дека многу е битно со какви луѓе ќе влезеш во бенд, значи луѓе кои што се заинтересирани за искрена соработка, каде што значи се почитуваме еден со друг, што е многу битно. На денешно време ретко е музичари да се почитуваат искрено, а ние се почитуваме и цениме искрено. Значи нашиот менаџер ни е голема поддршка, веќе почнавме активно со ангажмани и се надеваме дека ќе постанеме една од најпопуларните групи во Македонија. Јас ви посакувам успех и тоа да се уствари. На релација Неготино Струмица, каде се пробите, каде се состанувате, каде... Па повеќе сега сме во онлайн. Струмица. Во Струмица сте Во повеќе? Струмици таму правиме проби, ако треба нешто по телефон, ова песна, Да, одма ја пробаме и готова е. Сите ја знаеме. Така. Се случија многу фестивали изминатиот период, многу сега. Не знам, Валандово фест се случи еден Владимирово фест. Колку се за вас ете можеби атрактивни фестивалите? Александар, мислам дека досега на наши фестивали не си настапувал, меѓутоа еве ајде во иднина. Какви се размислувањата кај тебе? Имам настапувано на 2 фестивала во Македонија, Да. каде што и на двата имам освоено гран приз, значи победник и од жири и од Значи ти не треба публика. да се појавиш, ким ги освоиш таму награди. Па не, засега немаме некој план да се пријавиме, но следната година би се појавиле со некоја добра песна и добар А проект. размислувањето за фестиваливе што се одржуваат во Македонија и ве конкретно од вас како музичари? Се изродуваат ли нови хитови како во минатото, нови музички имиња или сметате дека сето тоа се повторува низ текот на годините па? Па мислам дека има се уште музичари кои што знаат да направат нова квалитетна музика, но јас еве како пеач имам доста пати кажано, значи музиката е 8 ноти, како и да ја вртиш, како и да ја местиш, мора да наликува една со друга. Значи така да Што недостасува кај нас на нашата естрада? Еве, можеби поголемо медиумско покритие, некои музички емисии. Да. Конкретно ти чинам се појавуваш и во Мерак Мејана, ќе ја споменеме тука. Колку таквите емисии еве се добри за промоција на песните на музичарите?
Таквите емисии се добри, но ја мислам дека многу повеќе треба да се обрати внимание на македонската народна музика, заради тоа што заслужува македонската музика да биде слушана во Македонија, заради тоа што еве се трудиме да работиме и снимаме нова квалитетна македонска народна музика. Македонската музика што повеќе треба да се промовира на македонските телевизии, еве има емисии Мерак Мејана, Качамак, на разни телевизии, Джубокс имат, немат, каде што може да се промовира самиот пејач и изведувач. Јас скоро на сите емисии имам учествувано и самите снимки на YouTube има високи прегледи кои што народот ги слуша. Еве можам да кажам за Магде има веќе 100.000 прегледи, Свадбарска има 60.000 прегледи, кога тргна Цветово Тугина на имат немат има 600.000 прегледи. Браво. Ете и двајцата сте имале прилика, Александар, ти се уште секоја година надворот од државата пред нашинците да се представите на музички план. Моето прашање е колку нашите надвор во диаспората си ја ценат и сакаат македонската музика. Јас имам представа дека многу повеќе тоа го прават и многу поемотивно од нас тука овде. Како нашите надвор повеќе да си ги ценат музичарите, македонската музика, македонските музичари, не знам, еве каков е вашиот став по тоа прашање? Па, јас, еве, според моје мислење, можам да кажам, каде и да сум бил, и во Македонија, и во странство, сум бил испочитуван максимално, под големи импресии бев и од мојата турнеја 2023 од Канада и до ден денеска кога ги погледнувам тие видеа, се уште ја имам таа некоја возбуда заради тоа што за Божик можам да кажам дека имав рекордно 1100 луѓе посетители. И мене ми беше толку голема одговорност, да се оправдам пред толку многу луѓе заради тоа што решиле да дојдат на мој настап и да се забавуваат со мојата музика. Почита и самата поддршка народот многу ми значеше. Бев прифатен феноменално, исто како во своја куќа. Голем поздрав и до Чичко Ристо Дурловски, каде што бев сместен во Канада, до Диме Косов, мој сограѓанец од Велес, кој што исто ме покани заедно со одборот на Свети Климент во Торонто, црквата Свети Климент. Ги поздравам од срце, па се надам дека ние како Сенатра бенд ќе имаме па во скоро време и турнеја во Канада со Господ. Да, тоа и ќе прашав колку сте спремни како бенд, еве да ги покриете настаните надвор од државата. Спремни сме. Не сме ние. Отсечно и храбро спремни сме и чекаме. Може на секоја забава, представа да се подпре. Така, Александар, се случи сега некој настан, чинам, каде што испеа македонската химна и многу ме импресионираше. Што настан беше тоа? Па тоа беше училишен патронат на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино, каде што завршив средно образование. Во твоето Неготино, какво е чувството да те препозна таму и токму тебе да те избера да ја испееш македонската химна, која што верувам дека ти е чест да ја пееш? Така, прекрасно чувство. Во школата каде што сум го завршил моето средно образование, после 8 години да се појавам пред сите тие професори, пред градоначалникот и сите кои што се во општина, ти дале и доверба да се представиш. И морам да кажам, мојата кума, која што е професорка во Средното општинско училиште Кирил Методи, беше поддршки и потик да учествувам оваа година на патронатот во Неготино. Голем поздрав и до мојата кума и до моите кумови секако. Одлично и секоја чест. Покрај релација Неготино Струмица, што друго дечки правите во слободното време, не знам, претпоставам музиката си бара и одмор, настапите, настаните со многу луѓе, собирите бараат и полнење на батериите, па како го правите сето тоа? Претпоставам прошетки во природа. Александар, ти си сега и малку зафатен со Мите, со синчето. Што се случува на приватен план? Па на приватен план веќе ние сме стварно ангажирани многу, ретко имаме време за одмор. Има ли разбирање со пругата за твоите одстапки од дома? Мора да има разбирање заради тоа што она ме запозна на мој настап. Ја знае мојата професија. Како велат, каде ќе те запознае, таму ќе те наоѓа. Да, така е. И морам да кажам дека
придружен на поголеми свирки, веќе е со нас и мојот кум Дејан, кој што е стварно одличен кларинетист. Значи, за поголеми свирки имаме и повеќе членови во нашиот бенд, кои што може да се придружат. Што ни се придружува за свадби, за поголеми веселби. Така. Ајде, како го исполнувате вашето приватно време со друго? Господине Аци, и вас ке ве вклучиме тука, како се полнат батериите, прошетка во природа. Прошетка во планина. Колку Македонија е атрактивна, ете, за да се прошета целата. Знам дека ти се обожаваш државата, дека си еден голем патриот, меѓутоа не од оние кои што играат на таа карта и кои што глумат, туку на вистински патриот. Велите во Дојран имате настапи, претпоставувам и на други локации, други места ве бараат како група сега веќе? Па не барат на повеќе места. Каде? Охрид? Барат тамо. Охрид, колку е Охрид? Па не сме биле во Охрид. Засега, но се надам дека се надам дека ова ново лето ќе биде можност и така. Александар, се работиле на некоја нова песна? Споменавме многу песни кои што се создавале периодов кои што не беа споменати во своја страна, бидејќи нели се немавме видено и договорено за емисија. Ги споменавме тука Бегалка, која што ја проследивме пред малку пред нашите гледачи. Имаше една многу тажна песна, чинам Зошто синеш замина. Ти си замина, со таа ќе одјавиме емисијата. Пред да одјавиме, доколку сакате да ни споделите уште нешто, можете слободно секако. Јас да не заборавам да ви дадам награди, мали меѓутоа значени, од моите пријатели од Smart Service. Еве, ќе искористам прилика и ќе си ги поздравам тука. Александар, ти можеби веќе ги знаеш. Smart Service, тоа се продажен салон за поправка и продажба на мобилни телефони и останата галантерија. Ќе ви додадам по еден вредносен ваучер од 500 денари. На Јани заборавивме да му го дадеме, меѓутоа ќе ви го дадам вам, ќе му го однесете. Се наоѓаат со салон во Ново Лисиче, овде во Скопје. Ќе можете да си го искористите и да, еве, и за Јани. Да си земете нешто за вашиот мобилен телефон, маска, фолија или било што во вредност од 500 денари. Многу ви благодарам што ете тројцата денеска вака како Сенатра бенд и како нели Александар Темелков како вокал и секако мој многу драг пријател и другар. Ми го разубавивте студиото, ми донесовте убава енергија и проговоривме за сите новости, Александар, кај тебе и како бенд секако заедно, како на професионално, така и на приватно поле, да ја поздравиш сопругата, да го изгушкаш Мите, се надевам ќе имаме можност да се видиме приватно. Јас ви посакувам многу успеси како бенд, да бидете многу барани ова лето, да не седнете од работа. Дај Боже. Ете така и повторно да се видиме, дали во емисијата, дали на ваш настан на кој што ќе ме поканите, настап можеби ова лето и да си се гледаме, дечки, само за убави работи. Александар и Аце, ви благодарам многу, Сенатра бенд, ви посакувам многу успех. Ви благодариме и вас за поканата, чест и задоволство ни беше што гостувавме во твојата прекрасна емисија и еве со еден мој рефрен од моја песна би сакал да ја одјавам ова емисија. Ајде и да рефренот, а веднаш после рефренот јас ќе одјавам и сега го повторно со музика, меѓутоа повели. Не иде, не може, нема веселба, бежта ракија, кава да речка, а кога се пие, жата ти квешка, душа бара песна и да заигра. Ова ти има прифатено кава да речкото натаму неготинското. Ова е мојата прва авторска песна. Така, јасно знам. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме повторно. Почитувани гледачи, ќе одјавиме повторно со музика, зошто сине ти си замина секако од Александар Темелков. Уживајте, се надевам дека во ова прекрасно музичко дружење успеавме да допреме до вас и секако да го задржиме и оваа среда вашето внимание. Ние се гледаме наредната среда во истото време на фреквенцијата на телевизија Сонце. До тогаш бидете поздравени.
zamina. Majka, tatko, sestra ostavi, poseta mladosti ne napušti. A zašto sine moj, vo temnina ne smi? Sine moj, zašto zamina? So denovi godini da ta guba me. Samo sliki spomeni, bezbrojno ki ne spani. Naša radost beše ti, sine, mili sine moj. Kako cvekevo cvetna gradina, te gledam kako rasteš se kojde. Na majka radost, gordost tatkova. A zašto sine moj, vo temnina ne smi?